Ова е еден од посушествените закони во областа со управување на отпад и неговата примена ќе значи многу во смисла на и од повеќе аспекти, од економски аспект, од социјален аспект и пред се од еколошки аспект. Бидејќи знаеме дека во електричната и електронската опрема постојат материјали кои се опасен отпад, кои сега завршуваат во печките на Макстил и на другите челичани или завршуваат во депониите во јавните предпријатија. Значи, колку сме спремни за примена на законот? Секако дека не сме спремни, меѓутоа со воведувањето на законот и имплементацијата на законот, ние ќе бидеме принудени да ги прифатиме предложените мерки и законски регулативи и сигурно дека одреден период ќе ни треба за прилагодување кон тие законски регулативи, а мислам дека ние сето тоа ќе го прифатиме и на крајот ефектите ќе бидат позитивни. А доволен ли е периодот до 1 јануари 2013 година за прилагодување согласно законот што веќе е донесен? Бидејќи законот е веќе пред година и кусур донесен, ние имаме доволно време да се прилагодиме, да го проучиме. Еве сега веќе одржуваме одредени советувања на предмет на законот и мислам дека е доволно време за прилагодување, за имплементација на тој закон. Ќе се потрудат компаниите тоа да го имплементираат во нивните акти и ние сме спремни, по секој случај сме спремни да влеземе во таква игра. Тоа е сепак корисно за целото општество и нашето општество и општеството во окружувањето, затоа што ние сакале не електронскиот отпад е штетен, тој ќе не погоди нас. Еден ден ќе ни се врати тоа како бумеранг. Велите не се подготвени македонските компании. Што е тоа што се уште треба да се прилагоди и каде е неподготвеноста на македонските компании? Па не подготвеноста е прво законот како закон, еве 3-4 пати ние се состануваме дека се има некои прашања и проширување на прашањата. Тоа се треба да се прилагоди на некој начин за компаниите, затоа што на краишта компаниите ќе го сносат теретот. Сакале или не компаниите се тие кои треба да го калкулираат тој товар во работењето нивно и како такви треба да излезат на пазарот со нови показатели, нови цени. Сепак цената ќе оплаќа оној производител кој го произведува електронскиот отпад. А дали ќе бидат спремни или не, ќе видиме со време.